Советот на општина Виница на последната седница за оваа година го изгласа вкупниот буџет за 2019-та. Тој ќе изнесува 290 милиони денари, од што 105 милиони се за основниот буџет. Оваа сума е за околу 10% пониска во споредба со предложениот нацрт буџет, односно ќе биде искажан дефицит од околу 14 милиони денари. Причина за тоа, меѓу другото, е што до крајот на оваа година не се реализирани дел од планираните приходи, меѓу кои околу 2 милиони денари од продажба на градежно земјиште. На седницата на Советот немаше многу дискусии за финансискиот плански документ, освен забелешките од опозицијата дека материјалите им биле доцна доставени, па не можеле навреме да ги разгледаат. Како член на Советот на општина Виница го немам разгледано детално буџетот на општина Виница. Причината е една и едноставна. Истиот беше доставен на советниците во вторник. Значи ти практично ден и пол да имаш време да разгледаш детално буџетот 50 на страни е просто невозможно. Она со што не се согласувам е тоа што останува планирано во буџетот во расходната страна 1 милион денара за изработка на детални урбанистички планови, што е намалување во однос на претходната од 2 милиони и 300 илјади денари. Намалени се трансферите за спортските клубови од 1 милион и 500 илјади денари претходниот буџет на 1 милион 300 илјади во нацрт буџето, за да сега во предлог буџетот тие бидат намалени на 1 милион и 48 илјади денари или фактички намалена е поддршката за спортските клубови за 1/3, мада очигледно во јавноста се представува друго, дека има зголемување на поддршката на спортските клубови. Образложение за намалување на буџетот во однос на планираното даде градоначалникот Димитров. Градежната парцела која што зборевме дека ќе биде продадена и очекувавме приливот да легнат на сметката до крајот на годината, не легна, така да 2 милиона денари намаливме од проектираната вредност на нацрт буџетот, во делот на буџетот, и тоа намаливме и во делот на финансирање на 306 илјади денари на комунално возило добиено преку проектот од страна на UNDP, така да тие средства ги уплативме и намаливме некои други ставки. Истакнавме и на самиот состанок на нацрт буџетот дека во делот на, бидејќи сме скратени, за да можеме да донесеме буџети со висина од 114-115 милиони денари, а реализацијата, за разлика од сега каде што реализацијата ќе биде 80%, предходните години беше 60%, така да реализацијата со оглед на сегашната ситуација некаде околу 75 милиони денари имаме реализација и очекуваме дека 80% ќе биде како во делот на програмата, така и во делот на реализацијата на буџетот. Димитров даде оценка дека се работи за реално финансиско планирање, а тоа уште од сега гарантирало оти инфраструктурните и други проекти ќе можат да се реализираат со повеќе од 80%. Инаку, нешто помалку од половина од основниот буџет, Виничката локална самоуправа до година ќе го троши на капитални проекти, во најголем дел за изградба на комунална инфраструктура, а остатокот за набавка на опрема и враќање на долгови по основ на кредити. На крајот од седницата, за буџетот за наредната година гласаа само советниците од мнозинството од власта, додека опозицијата беше против. Но во однос на програмата за реализација на буџетските средства, сите дадоа поддршка едногласно.